Почитувани, помина една година од последните парламентарни избори, може слободно да се каже катастрофално лоша година на економски план. Бидејќи владата се срами, нема што да каже за сегашноста, таа ни зборува за проекти од пред 5 години, се со цел да ја замагли работата. Ајде да ја тргнеме маглата. Владата сака бројки, еве ги последните расположливи бројки. Тоа не се бројки на опозицијата, туку на државни институции, на Државниот завод за статистика, на Народна банка, на Министерството за финансии. Во Македонија многу работи се намалија од ланскиот јуни наваму. Бројот на вработени се намали за околу 3.500 лица, економскиот раст нагло забави, а веќе и самата влада потврдува дека во 2012 година влезе во негатива. Во однос на индустриското производство, во 9 од последните 11 месеци тоа опаѓа, при што падот со текот на времето се расшири на 80% од индустријата. Просечната месечна нето плата по работник, исплатена во март годинава, е пониска од онаа во ланскиот јуни. А сите знаеме како во меѓувреме пораснаа цените на сите основни производи. Ваквите промени го срушија стандардот на граѓаните. Од друга страна, во Македонија многу работи се зголемија од ланскиот јуни наваму. Бројот на невработени се зголеми за околу 4.500 лица. Кај младите, стапката на невработеност достигна драматични 60%. Се зголеми цената на струјата, на парното грејење, на бензините и скоро на сите основни потреби на граѓаните. За да се најдат пари за исплата на плати и пензии, се зголеми долгот на државата само кон странство за дури 626 милиони евра. Дополнително се зголеми долгот на државата по основ на задолжување внатре во Македонија, и тоа за цели 42 милиони евра само во последните 4 месеци. Бројот на блокирани сметки на граѓани и фирми брзо се приближува до 130.000, што е зголемување за скоро 1/3 за само 10 месеци. Се разбира, се зголеми бројот на споменици, на фасади, на врби, на огради, на златни коњи и на медиумски кампањи и реклами на владата. Од јуни наваму видовме многу работи. Видовме една тотално промашена проекција на буџетот, еден ефтин обид за продавање лажен оптимизам, едно неразбирливо и неетење и најбрз ребаланс на буџетот во историјата на Македонија. Видовме очајно противење на владата да објави дали и колку државата им должи на фирмите. Видовме фанатична упорност на владата да продолжи со непродуктивно трошење, наменето само за да ја купува рейтинг. Видовме тотална безиденост на владата како да се справи со ситуацијата. Ки ги немаше и оние на брзина составени 12 антикризни мерки од пред неколку дена да не почнуваше СДСМ тогаш со митинзите. Видовме незрелост на владата да ја искористи подадената рака од опозицијата и одбивање да разговара за пакетот економско-социјални мерки предложен од СДСМ. Од сето ова, граѓаните имаа само зијан. Да резимираме, премиерот Груевски и неговата влада ги изневерија надежите на оние што им ја дадоа довербата и ги изневерија очекувањата дека ќе го подобрат животот на граѓаните и перспективите на земјата. Влада што држи до себе треба да им се извини на граѓаните за неспособноста да се справи со се она што се случуваше во македонската економија во последните година дена. Тоа треба да биде првиот чекор на ВМРО-ДПМН. Вториот чекор е владата да го послуша СДСМ за да се спаси она што може да се спаси. Почитувани граѓани, да ги оставиме статистичките податоци настрана. Запрашајте се самите, дали денес живеете подобро, побогато, постабилно од што пред година дена. Дали се вашите примања зголемени, дали можете да си купите повеќе производи и услуги, дали се вашите работни места посигурни. Македонија се движи во погрешна насока и тоа не се должи на светската економска состојба, туку е резултат на владините погрешни политики. Оваа влада во прв план ги става интересите на владеачките партии и нивниот рейтинг и не се грижи многу за економскиот развој на земјата и доброто на сите граѓани.